Властите во Албанија преку тамошната тајна служба вршат притисок врз македонското малцинство да се откажат од учење на македонскиот јазик. Канал 5 дојде до дописот со кој образовната канцеларија од Булчиза, од регионалната дирекција за порез во Дибра и од тајната полиција бара соработка за целосно прекинување на курсевите по македонски јазик во селата Требиште и Пасенки во областа Голобрдо. Подружницата на Министерството за образование во ова барање за полициска асистенција за спречување на курсевите наведува дека се одржувале од физички лица кои не поседуваат лиценци, што представувало тежок прекршок на законската регулатива. Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна. Од ове срце што со себе води, разговор ноќен во требова песна. Овие деца етнички македонци од албанското село Требишта сега кришум го учат нивниот мајчин јазик во страв да не бидат откриени и казнети од нивните наставници албанци. Дел од родителите веќе ги отпишале децата од курсот, други пак и покрај заканете и притисоците јавно кажуваат дека нема да се откажат од изучување на мајчиниот јазик. И на моите деца има направено голем притисок овие наши вода што учат месушки предплатне на албански што учат, има направено голем притисок. Ќе го ставиме во школето, не ве поминуваме демек. Децата се намалија затоа што има притисок од наставниците по албански јазик, одеа на училиштето, им прават притисок, ќе ви донесеме полиција, ќе ве степаме. Истите овие луѓе кои себе си се нарекуваат македонци и не се откажуваат од изучувањето на македонскиот јазик и покрај притисоците на албанските власти, пред непол месец од страна на Бугарската академија на науки и академикот Веселка Тонкова беа представени како бугари во книгата Бугарите од Голобрдо. Скандалозни тврдења на Веселка Тончева, член на Бугарската академија, во својата најнова книга тврди дека македонците од Голобрдо, Албанија се бугари, нивните традиции, говорот, обичаите, сето она што е карактеристично за жителите на Голобрдо било бугарско. Јасно е дека денешна Република Македонија е во процес на формирање на својот национален идентитет и не би можела да признае дека жителите на Голобрдо се бугари, бидејќи тоа на одреден начин ќе го дискредитира македонскиот идентитет, вели бугарскиот академик Тончева. Ваквите тврдења, освен што се скандалозни, немаат никаква основа со реалноста, одговора градоначалникот на Пустец Едмон Темелко. Ова, вели тој, не е единствениот обид за бугаризирање на македонското малцинство во Албанија. Ние сме свесни и ние сме жив нишан на земјината топка за постојана на македонската нација. Сите македонци од Голобрдо знаат дека тие се попатко македонци немат врска со Бугарија и со бугарската нација. Голобрдо е област во Албанија каде живеат околу 8000 македонци, претежно во услови на сиромаштија. Албанската полиција ни забранува да ги одржуваме курсевите за изучување на македонскиот јазик во Голобрдо и Гора, две области во Албанија каде официјална Тирана не го признава постоењето на македонското малцинство, велат представници на македонците во Албанија. Почне наставниците. Добро, тоа веќе наредба и од директорите и од озгора, структурите поголеми, а сега почне и државата со службите, со сите, со полиција, со заплашување, закани секакви, дури самиот си имал закана за убиство. 200 деца од македонско етничко потекло не може да учат да пишуваат на јазикот кој го зборуваат дома, велат припадниците на македонското малцинство во Албанија. Ние сме вежбале тука, сме букале тројца кандидати да отвориме 3 курсови во Гора, не успеме, јер не ни дадува ни просторија, не остави. Јер таква ситуација во Гора, има голем притисок од све страни и така. Иако партијата Македонска алијанса за интеграција е коалиционен партнер во владата на албанскиот премиер Сали Бериша, сепак изучувањето на македонскиот јазик е дозволен само во Мала Преспа и Тирана. И во договорот што го имаме со партијата на власт на Бериша стои дека Демократска партија на Албанија ќе се залага за заштита афирмирање на јазикот и културата на македонското малцинство во Албанија. Македонците во Албанија стравуваат дека на пописот идната година и покрај ветувањето од Бериша нема да може да се изјаснат како македонци, бидејќи уште од сега започнале заплашувањата да не го прават тоа. Единствено надеж имаат во Советот на Европа кој веќе наложи на Албанија да ги почитува правата на сите малцинства. Почитувањето на правата на малцинствата ќе биде еден од приоритетите на македонското преседателство со Советот на Европа од мај оваа година. Македонска алијанса и невладината организација Илинден од Тирана со став и покрај заканите од албанската тајна полиција Шиш и Министерството за образование, курсевите по македонски јазик ќе продолжат.
5 за 18 села во кои живеат над 15.000 македонци во Голобрдо се малку. Ке се отворат уште 3. Одлуката е донесена по зачестените акции на албанската тајна полиција, кој од почетокот на годинава, користејќи посебни методи, индиректно им се заканува и ги заплашува македонците од Голобрдо. Почне со наставниците, директорите, а се дојде едно писмо во општината, пошто сум и подпредседател на советот во општината, дојде едно писмо за да се спречит одма тој и известени се и Шику, полиција, тоа веќе ниту не личи на демокрација. Акцијата за затворање на овие училишта ја иницира Миранда Курти, директор на подрачната канцеларија на Албанското министерство за образование од Булкиза. Во писмото испратено до испоставата на Шиш во Требиште, Курти тврди дека раководителите на училиштата и локалните власти од ова и од општина Острени информирале за отворање на курсевите по македонски. Се бара во акцијата да се вклучи и регионалната дирекција за порез од Дибра. За Македонска алијанса, коалициониот партнер на партијата на премиерот Бериша и за невладината Илинден од Тирана, овој притисок е неприфатлив, како што се неприфатливи се позачестените бугарски ставови дека во гора нема македонци, туку бугари. Ја што знам и мојот дедови и тие другите за бугари не ни кажувале нешто. А па ние навик имаме македонци. И никад не може да речеме бугари сме ние. Наспроти официјалната политика на Тирана и негирањето на Софија, македонците од Голобрдо масовно поднесуваат барања за издавање на македонски пасоши и лични карти, како потврда дека се македонци. Во единствената партија на македонците во Албанија, овој чекор го оценуваат позитивно и во насока на објективно представување на бројот на македонското малцинство. А1 телевизија дојде до оригинален документ во кој известна Миранда Курти, директорка на училиште во албанската општина Требиште, бара интервенција од албанската разузнавачка служба Шиш за прекинување на курсевите на македонски јазик за 200 деца од македонско етничко потекло во областа Голобрдо. Во документот пратен на 11.1.2010 се вели: "Ви информирам дека во селото Требиште, општина Требиште и селото Пасенки во општина Острени продолжуваат со работа незаконските приватни курсеви на македонски јазик. Затоа бараме соработка и ваша интервенција за целосно прекинување на оваа нелегална активност, затоа што наставниците не се вработени во образованието, што представува прекршок на законската регулатива. Овие притисоци ги потврди и еден од наставниците што ги држи курсевите на македонски јазик во областа. Вели дека албанските власти на груб начин ги забрануваат нивните дејности, вели него му се заканували и со физичка ликвидација. Македонската алијанса, партијата на етничките македонци од Албанија, е задоволна од решението на Албанското министерство за образование. Курсивите по македонски јазик кои ги организира невладината организација во Голобрдо ќе продолжат и понатаму. Македонската партија во Албанија, иако ја поздрави одлуката, сепак ќе продолжат со иницијативите за да издействува изучување на македонскиот јазик и во областа Гора, како и на целата територија на Албанија. Тоа не е трајно решение. Ние бараме од албанските власти, конкретно од Министерството за образование на Република Албанија, да се дозволи изучување на македонскиот јазик во системот на образование на Албанија. Помош во реализација на иницијативата покрај албанските власти, Македонската алијанса бара и од меѓународните институции. Имаме средба и со амбасадорот на Европска унија, каде ќе разговараме токму меѓу другото и на овие прашања кои во моментот се од големо значење за нас македонците. Проблемот кој минатата недела ескалираше беше надминат вчера по средбата на македонската амбасадорка во Тирана со албанскиот министер за образование. Средбата беше резултат на договор меѓу министрите за надворешни Милошевски и Мета. Албанскиот министер за образование изјавил дека проблемот настанал како резултат на недоразбирање, веќе сметал дека курсивите ги организира приватна школа за која било потребна посебна дозвола. Македонската амбасадорка му пренела дека курсивите ги изведува невладина организација, пошто албанските власти овозможиле нејзино непречено работење.